И сега е време да ја повикаме нашата драга колешка Ивана, која што е во живо некаде од центарот на Скопје и ќе разговара со Игор Стефановски. Добро утро, Иванче, среќен ден. Добро утро, Суза, и до тебе. Добро утро и до сите гледачи на утринската програма на Алфа телевизија. Ви посакувам среќен ден на сите колеги, но и секако на сите гледачи кои што ова утро се заедно со нас. И ќе најавим еден навистина интересен настан кој што ќе се одржи в недела на 29 септември, токму овде, од ова место каде што ве поздравуваме ние ова утро, од центарот на главниот град, поточно од добро познатиот плоштад Јадран. Ќе најавиме еден настан, односно возење на префинетите мажи или господа. Возењето ќе се состои секако од мажи кои што ќе се вклучат во ова секако за поддршка на машкото здравје и ќе биде возење со олд таймери. Но повеќе за тоа што ќе имаат можност скопјани па и сите оние кои што ќе се вклучат в недела на овој настан, ќе да знаеме од Игор Стефановски. Ќе ви посакам добро и убаво утро. После она веќе традиционално возење нели со мотори кои што го имаме во Скопје, каде што буквално джентлмени или префинети мажи се прават едно рели на мотори, се во знак нели за поддршка за машкото здравје. Овој пат имаме рели со олтаймери. Да, добро утро до вас, добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Благодарност до вас што не поддржувате во најавата на овие хуманитарни настани. Како што кажа, да, годинава во мај имавме деветото последователно издание на Gentleman's Ride во Скопје. Сега на 29 септември го имаме четвртото последователна организација на Gentleman's Drive, односно возењето на префинетите господа исто во Скопје, кое што има лик и има функција, истиот лик, истата функција што има и возењето со мотоцикли, односно подигање на свеста за машкото здравје и борбата против ракот на простата. За тоа е целиот собир, се собираат средства кои што одат во разни развојни центри, истражувачки центри за изнаоѓање на лек против таа болест. Значи годинава четврто поред рековме скопско издание и светско издание на возењето генерално. Имаме, како и минатата година, значи имаме негде околу 40 на историски или олтаймер возила, нели да кажам така, одбрани од по својата карактеристика, по својот изглед, по својата кондиција, да го представуваат настанот во најдоброто светло што може, нормално. Секако нивните собственици повторно ќе бидат дотерани, костумосани, како што ние сакаме да кажеме, се со цел да привлечеме внимание до заедницата, до јавноста и да поттикнеме кај машката популација ран преглед и превенција од ракот на простата. Како што кажа, значи и годинава рековме дека ќе имаме 40 на возила, не само од Македонија, морам да кажам, значи ќе имаме гости од Србија, ќе имаме гости од Косово, така да ќе овој настан секогаш во Скопје представувал меѓународен собир. Стартаме тука од плоштадот Јадран или по старо арапска куќа. Потоа тука ќе можат скопјани да не пресретнат, да не видат, да ги видат сите возила. Од тука тргаме по повардарието, застануваме по пат за освежување и финишираме во една од нашите познати винарии, каде што сите учесници ќе може да се запознат со историјата на државата, со историјата на виното, нели во една опуштена атмосфера да проговориме малку за ракот на простата и секако да го обележиме денот. Сакам да напоменам дека Скопје од првиот ден организатор и е на мапата, светската мапа на организатори на овој настан. Годинава настанот го организираат во повеќе од 62-3 држави во светот.
повеќе од 200 градови и сите собрани средства одат со помош на Мовембар фондацијата, рековме, во истражувачките центри за борба против ракот на простата. Да, Игор, колку олдтаймери, колку префинети господа ќе продефилираат во недела и дали има простор се уште да се пријават сите оние кои што можеби досега немаат слушното за настанот? Па да, значи како што рековме, ние очекуваме да има негде околу 40 на возила. Нашата организација до таа бројка става лимит на таа бројка, бидејќи сакаме да го задржиме квалитетот на настанот, сакаме да задржиме целосното уживање на самите учесници, значи не сакаме да настанот да се претвори во општ собир со историски возила, меѓутоа туку сакаме да задржиме таа елегантна нишка, сакаме да сите учесници пред се да уживаат во денот и да ја пренесат соодветно пораката околу машкото здравје и ракот на простатата. Се уште има отворени места за учесници, меѓутоа ако со оглед на тоа дека имаме уште 6 дена да настанат, мислам дека треба да побрзат тие што сакаат да учествуваат, бидејќи цифрата се полни и ние како организација мораме да направиме некаде пресек за да можеме се до тоа да го изорганизираме во најдобро светло. Навистина многу интересен настан кој што секако има хуманитарна цел, но сепак е забавен и едукативен, секако за да се развие се повеќе свеста и секако поддршка за машкото здравје и рана превенција на ракот на простатата. Но имаме уште еден настан кој што за прв пат ќе се одржи, односно најавата веќе пристигна дека кон крајот, односно наредната година, овој период се вклучуваме на уште едно светско збеднување. Па да, еве тоа нека биде премиерна најава кај вас во вашата телевизија, значи ние се јавуваме како организатори на едно мощно, интересно, несекојдневно и уникатно рели возење со историски возила со називот Бахус Класик Кар Рели, односно рели на историски возила Бахус, кое што би требало да се одржи крајот на септември, почетокот на октомври. Нашата идеја е да поканиме и да селектираме 50-60 учесници поточно од Западна Европа, пред се Германија, Луксембург, Франција, Италија, Австрија, значи Швајцарија, тој дел таму, меѓутоа не се лимитираме, имаме веќе најави за учесници од Соединетите Американски држави. Значи тоа ќе биде едно премиум рели кое што по својата форма, изглед и организација е несекојдневно и е досега неорганизирано на Балканскиот полуостров, значи од Австрија до Атина рели во таква форма и во таков обем нема. Сакаме да бидеме први. Значи зборуваме за едно премиум издание, 7-дневно рели со историски возила, кој што ќе има премиум карактер, односно целата организација треба да биде на највисоко ниво и при тоа сакаме да ги извозиме винските тури низ Македонија, се разбира допирајќи го Охрид како бисер на нашата држава. Бигорски, манастирот Бигорски и нормално возејќи по Повардарието сите знаменитости кои што ги има нашата држава, сакаме да ги понудиме на гостите, на учесниците. Имаме желба покрај уживањето, да ја пробаат нашата автентична храна, да го пробаат нашето автентично вино и тоа да биде еден прекрасен спој на убави возила, убав помин, представување на државата пред се и се разбира што е многу за нас важно како организатори да ја поставиме Македонија на мапата на организатори на светски премиум настани со историски возила. Така да со овој потек ние практично сакаме да отвориме еден нов реон, еден нов регион за тие возила и за тие учесници.
Да, навистина, секако уште еден убав настан за кој што секако сите оние од останатите држави од Европа, па и од Америка, нели ќе имаат можност да ја запознаат Македонија во вистинско светло со сите неизини убавини и се она што го нуди. Ви благодарам, Игор, на одвоеното време. Ви посакувам во недела успешно возење и уште еден успешен настан, односно возење на префинетите маши. Ви благодарам за поканата и ве поканувам да бидете и вие дел од настанот, нели, со своји очи да видите како сето тоа изгледа и да ја пренесеме приказната заедно. Да, верувам дека сите ние ќе сакаме, нели, да погледаме како тоа ќе изгледа околу 40 на олдтаймери, стари историски возила ќе возат, нели, низ од Скопје па секој, нели, по Вардарието и ќе имаат можност сите оние, нели, кои што сакаат да се приклучат и да учествуваат, нели, во овој настан, но и сите ние па кои што немаме некој историско возило и не можеме да се приклучиме на тој начин, можеме, нели, да гледаме низ улиците како сето тоа ќе изгледа в недела на 29 септември. Одличен настан и верувам дека ќе биде преполно уште и ако времето ги послужи. Поздрав до сите учесници во овој убав настан.